Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Продолжуваме за светите тајни. Светата тајна свештенство. По милоста Божја, некои набожни луѓе кои се подготвиле за таа служба, преку молитви и полагање на раце од епископот, владиката, примаат свештенички чин. Свештенството се состои од 3 чинови, и тоа ѓаконски, свештенички и епископски, владика или митрополит, архиепископ, патријарх и така натаму. Светиот апостол Павле му пишува на ученикот Тимотеј: не полагај раце набрзо на никого, не учествувај во туѓи греови, пази се чист себе си. 1 Тимотеј 5:22. Со овие зборови апостолот Павле го советува, но истовремено и го предупредува својот ученик да не полага раце на секого. Најпрво треба добро да размисли дали соодветната личност е достојна за извршување на таа служба. Неопходно е тие добро да бидат проверени и потврдени со својата вера, но и нивниот морален живот добро да се испита. Ако некој избрзано постави недоветна или неморална личност во свештенички служба, па таа личност застрани во верата или направи греф, тогаш оној што го ракоположил станува соучесник во тој греф. Затоа апостолот Павле го поттикнува ученикот Тимотеј да го чува својот духовен и морален интегритет, не загаден со гревови и од лошите постапки на другите. Свештеното лице треба да биде огледало на верниците во морален поглед и вистински духовен водач на верниците кон Царството Небесно. Така да засветли светлината ваша пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец кој е на небесата, запишал евангелистот Матеј 5:16. Со овие зборови Господ Исус Христос ја дал целата содржина на животот на верните, а особено на свештените лица. Каков пример ќе им дадеме на луѓето, така и тие ќе поверуваат во Христа. Наша обврска е со добри дела е да ги инспирираме луѓето за тие да го слават Бога, односно да препознаат повисок морален и духовен извор за сите постапки. За жал, формализмот денеска е крајно присутен, па затоа Господ Исус Христос одредил и казна: тешко му на оној преку кого доаѓа соблазната. Матеј 18:7. Соблазната е нешто што го оддалечува човекот од вистината и од верата и од моралната чистота. Ѓаконот е најнискиот чин. Тој му помага на свештеникот при богослужбите и литургијата, но нема овластување сам да врши свети тајни или свети богослужби. Ѓаконите во апостолско време биле избрани помошници на апостолите, чија основна должност била да се грижат за сиромашните, да се грижат за болните и административно управување на црковните општини. За прв пат се спомнуваат во делата на светите апостоли, кога апостолите побарале од заедницата да изберат 7 мажи со добар углед и полни со Светиот Дух, кои ќе служат околу трапезата, потоа да се грижат за материјалните потреби и делење на милостиња. Првите избрани ѓакони биле Стефан, Филип, Прохор, Никифор, Тимон, Пармен и Николај. Свештеникот е духовен отец кој ги извршува сите свети тајни, освен света тајна свештенство. Тој нема право да ракополага ѓакони, па ниту свештеници. Свештеникот се грижи за духовниот живот на верниците во својата парохија. Поимот свештеник
етимолошки доаѓа од старословенскиот збор свешт, што означува осветување. Свештеничката служба има потекло уште од Стариот Завет. Во Новиот Завет Исус Христос востановува нов ред, а христијанското свештенство е поврзано со апостолското преемство. Тоа е процес со кој ракополагањето, пренесувањето на духовната власт се врши со непрекината низа од апостолите до денешни епископи и свештеници. Символично свештениците ги представуваат 70 апостоли. Улогата на свештеникот е многу повеќе отколку духовен отец, како што е во некои други религии. Тој не се именува со неговото име, туку отец или отче. Епископот или владиката е највисокиот чин во црквата. Тој раководи со поголема црковна територија, епархија. Тој раководи со епархијата и се грижи за духовниот раст на верниците. Епископот може да ги извршува сите свети тајни. Неговата обврска е да го чува духовното единство во својата епархија и да се грижи за чистотата на верата. Тој е наследник на апостолите. Како да ги ословуваме свештените лица? Кога ќе сретнеме православен свештеник или владика, велиме благослови, на што тој одговара: Господот те благослови. При тоа прв прави крст со десната рака и ја става на главата на верникот. Обичај е да се бакнува раката на свештеното лице, со што се почитува неговата апостолска служба. Особено е важно ако тоа го правиме за време на светата литургија, кога ги примаме светите дарови. Со тоа ја искажуваме нашата почит и кон светата литургија. Треба да знаеме дека кога свештеното лице благословува, тој ги мести прстите од десната рака, формирајќи со првите букви од името Христово ИС, Х, ХР, тоа благословот е во името на Христово име, како што тој одговара на барањето од верниот да биде благословен. Зошто лица од женски пол не можат да бидат ракополагани во свештенички чин? Во однос на свештенството во црквата се раководи според востановените традиции уште од Стариот Завет. Во Стариот Завет беше од Бога заповедано дека свештенството ќе биде исклучиво од машкиот пол, а уште и врз фактот што второто лице на Света Троица, Господ Исус Христос, беше воплотен како човек, машки пол. Појавата на женски лица во извршувањето на религиозни обреди е познат уште од многу одамна кај паганските религии, но за црквата тоа е неприфатливо. Секако дека овој став на црквата не треба да се смета како пропаганда против лицата од женски пол. Напротив, црквата точно одредила каде кои служби и задолженија можат да ги извршуваат жените во црковниот живот. Во православната црква, лицата од женски пол не се ни малку запоставени или понижени. Да се подсетиме, жените беа првите сведоци и гласноговорници на Христовото воскресение. И во времето на Христа, жените имаа значајна улога во неговото мисионерство. Така било низ вековите, така е и денес. Денес нашите храмови не можат да се замислат без лица од женскиот пол. Често пати велиме дека тие се душата на црквата. Тие се присутни во сите пори на животот на црквата, какво незиното одржување, изработка на разни работи од религиозен карактер, пењето во црковните хорови, читање на делови од Светото Писмо, на светите богослужби, цртањето икони, одржувањето на верска настава и слично.
Женското монаштво не е исто што и свештеничката служба. Тоа се лица кои преку себе одрекување се определиле да му служат на Бога, поминувајќи го својот живот во манастир, каде преку пост, одрекување и молитви се грижат за своето вечно спасение. Но сепак, без разлика колку да е долг нивниот монашки стаж, тие немаат право за извршување на свети тајни или молитвословија. Тоа е должност на свештените лица. Света тајна брак. Бракот е основа на човечката заедница. Тој е востановен во рајот, Адам и Ева, а утврден и благословен од Господа Исуса Христа како света тајна со неговото присуство на свадбата во Кана Галилејска. Јован глава 2. Преку светата тајна брак или венчавање, на мажот и жената им се дава благодат за заедничко живење во љубов, согласност, верност, меѓусебно помагање, да бидат добри родители и да ги воспитуваат своите чеда во духот на православната вера. Во православната црква бракот е за секогаш. Тој не е заснова само на давање заклетва или некаков договор помеѓу момчето и невестата. Напротив, Бог ги соединува мажот и жената во едно тело, како што црквата е соединета со Христа. Ефесјаните 5, 31-32. Напредокот во бракот не зависи од човечките ветувања, туку од благословот Божји. Во православниот чин, венчавање, момчето и невестата го оддаваат својот живот на Христа и на самите себе, тие се креунисани маченици. Развод. Продолжувајќи ја љубовта и милоста секоја кон оние кои се разведуваат, православната црква е натажена од трагедијата и болките при растурањето на брачната заедница. Бидејќи бракот е издигнат, разбран како света тајна и исклучен преку Божјата благодат за секогаш, уделот на црквата во разводот не е од правен карактер, туку со сочувство. После соодветниот совет од свештеникот, разводот може да биде дозволен доколку не постојат никакви шанси за зачувување на брачната заедница. Ако се случи повторен брак, тогаш чинот на венчавање се состои од молитви кои се од покајнички карактер за претходниот развод, барејќи од Бога прошка и заштита во новата заедница. Света тајна е освештение или осветување масло. Што е осветувањето на масло или маслосвет? Оваа света тајна се состои од молитви на свештениците и помазување на верниот со осветено масло, при што се повикува Божјата благодат за исцелување на душевните и телесни болести и простување на гревовите. Оваа света тајна е востановена според зборовите на светиот апостол Јаков и се врши врз верниците кои страдаат од телесни или духовни болести. Божјата благодат во оваа света тајна го лечи телото од неговата слабост и ја чисти душата од незините гревови. Во библиско време со масло биле помазувани цареви, свештеници и пророци. Исус Христос им заповедал на своите ученици да ги исцелуваат болните мачкајќи ги со масло. Целта на оваа света тајна е исцелување и духовно закрепнување, а не замена за лекување. Оваа света тајна во црквата има основа од Христовото време. По неговата заповед апостолот го проповеда меѓу луѓето и болните ги помазувале со елеј. Марко 6:13. Свети апостол Јаков пишува многу јасно: болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни, нека читаат молитви над него и нека го помажат со елеј во името на Господа. Господ ќе го подигне болниот и ако направил гревови, ќе му се простат. Јаков 5,
14:15.